Понеделник 22 јули, кратки вести во 12 часот. Исполнетоста на Охрид со гости предизвикува сообраќајни гужви што често водат и до незгоди. Пред нас се 2 викенди во кои се очекува шпицот на сезоната оваа година во Охрид, особено Илинденскиот. И оваа сезона ја дочекуваме бескатни гаражи во централното градско подрачје кои, доколку се изградат, значително би го олесниле паркирањето во овој дел на градот и би придонеле гостите да заминуваат од Охрид со поубави искуства и впечатоци. Охрид може, знае и треба повеќе. Охридското езеро наскоро ќе може да се обиколи по цела должина по современи патишта и од македонска и од албанска страна, што се очекува значително да придонесе за зголемување на бројот на туристи во целиот регион. По санацијата на потегот до Свети Наум и од другата страна кон граничниот премин Ќафасан продолжуваат засилените градежни работи и од албанска страна, од Поградец до границата со Република Македонија. Делницата од македонската граница до Тушемишта е веќе готова, а периодов интензивно се работи и натаму кон Поградец. Охриѓанецот Леонид Тодоровски освои бронзен медал на Светската математичка олимпијада во Англија. Од македонската репрезентација Дамјан Давков освои злато, бронза добија Алексеј Тасиќ, а Никола Цветановски, Бранко Јангеловски и Ивано Божиновски добија пофалници. Тодоровски во неодамнешното интервју за Супер радио на младите им порача да се пронајдат себе си во нешто што навистина ги интересира и исполнува, а себе си очекувано во иднина се гледа во некоја област во природните науки, особено нешто што е во тесна врска со математиката. Времето денес сончево и топло со мала до умерена облачност, дува слаб до умерен северозападен ветер, УВ индексот е 8, максималната температура во Охрид до 33 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик, технички реализатор Реджеп Селман.